Поздрав и од мене до Националното здружение за мултипла склероза. Овој пат светскиот ден ќе го прославиме во поинакви услови, онлайн, заради заштита од пандемијата која ова година е актуелна во целиот свет. Мора да кажеме дека и во овие услови нашата клиника продолжува со својата нормална работа со посебни протоколи за пациентите со обезбедени сите терапии и еве сега за прв пат да кажеме на новина дека ова година ќе имаме во нашата палета уште еден лек за склерозис мултиплекс, тоа се таблетите терифлунамид или абаџа. Ти си љубов и јас сум љубов. Сите сме исти. Поддршка за лицата со мултиплекс склероза. По сообраќај на новиот човек во вас, драги мои. И тој нов човек во вас, токму тој да успее да ве одржи и да го издржи сето ова што го живеете и што го живееме. Враќање по душата. Да не ја множев мислата, немаше душава да ми гори по душа. Велат дека постојат луѓе што се изгубиле истина. Јас велам, може би некаде ја заборавиле. Ама таа е на истото место, ги чека. Враќањето по душата е многу потешко отколку враќањето кон неа. За сите нешта што човекот некаде ги заборавил, постои потежок пат, но не и невозможен. Ке се крие патот од луѓето кои ќе одат на аџелак кон сопствената душа, ама патот, верувајте, ќе биде најден. Одејќи по тој пат на еден специфичен аџелак, луѓето истовремено ќе се вратат на големата добрина. Токму таа ќе го создаде новиот човек. Таквиот човек ќе биде во се поинаков, ама сепак ќе биде човек. Токму тогаш злото ќе страда од силно срцебиење, а на насмевката ќе се отворат очите. Оти повторно ќе се роди љубов, љубов помеѓу мене и вас, љубов помеѓу вас, љубов помеѓу тебе и мене, љубов во тебе, љубов во мене. Бесак. Некогаш човек треба да се исплаче. Многу ретко си дозволуваме на себе да влеземе во таа сива зона на болка и на тага. Но баш таму се крие нашето исцеление, јас така мислам. Исцелувањето почнува тогаш кога луѓето ќе се почувствуваат спремни да одат заедно. Така барем јас мислам. Доволно е да имате само една таква личност. Само една, другите може да си одат. Значи имате љубовта, имате молитвата, имате Бога. Сето тоа што многу здрави луѓе го немаат. Живот за сите, љубов за сите. Поддршка за лицата со мултиплекс склероза. Мултиплекс склерозата е рана што крвари, само од внатре. Не секогаш го имаме тоа што го сакаме, но секогаш се бориме за него. Ја имате нашата поддршка во борбата против мултиплекс склероза. Во надеж дека секое утро ќе е подобро од претходното. Мултипла склероза. Срцето е најако. Сите сме исти. Поддршка за лицата со мултипла склероза. Срце за сите. Здраво, јас сум Жани уметник. Јас сликам љубовта и ја обојувам насекаде околу мене. Едно големо срце и поддршка за лицата со мултиплекс склероза. Мултиплекс склерозата е нарушување кое се уште не е до крај истражено.
исто како и лекот за него. Како невролошка болест доведува до отежнато извршување на секојдневните функции. Сепак, истрајноста во животните борби и продолжувањето да се создава и покрај попреченостите го среќаваме во бројни примери од секојдневието и уметностите. Многу светски познати уметници кои се бореле со различни степени на здравствени ограничувања во одредени периоди од својот живот ни оставиле во наследство бројни дела, од Микеланџело, Гоја, Кле, Ван Гог, Матис. Затоа, Националната галерија ја изразува својата безрезервна поддршка и отворена соработка на сите лица кои се борат со надминување на различните здравствени препреки, вклучително и мултиплекс склерозата. Срцата на сите заедно чукаат силно. Јас сум Петар Младеновски од Супер Хикс. Животот е една голема борба. Се бориме со разни ситуации, се бориме со финансиски ситуации, се бориме со разни проблеми, се бориме со тешки животни ситуации, но за мене најголемите борци се токму оние кои што се борат со ретките и нетипични болести. Една голема поддршка до борците кои што се борат со мултиплекс склерозата и една голема поддршка од Супер Хикс до сите вас. Во борбата сме заедно и нема предавање, одиме до крај со конечна победа. Борба. Мултипла склероза. Што меко рекол. Здраво, јас сум доктор Анета Филиповска-Ташурова. Сите битки во животот се тешки, но она со непознат и невидлив противник е најтешка. Затоа сме тука ние да помогнеме и дадеме поддршка на пациентите со мултипла склероза. Не мора да се движи за да патуваш. Шефовите на работните места да не ги сожалуваат луѓето што патат од оваа болест. Напротив, треба повеќе да се информираат, а со самото информирање ќе им го олеснат секојдневието. Драги мои, не губете надеж. Секогаш ќе бидете во моите молитви. Твојата сила се покажува совршена во слабост. Јас сум Мирјана Крстева Масети, ликовен уметник. За сите радости, битки, неба, волшебни утра, затоа што животот е вреден да се живее до последен вдих, за надежда, поддршка за лицата болни од мултиплекс склероза. Бидете добри, бидете здрави, ви испрекам многу љубов и многу светлина. Јас сум доктор Дејан Јакимовски, асистент професор при Универзитетот во Бафало, Нью Йорк, и сум истражувач во полето на мултипла склероза. Со пример на најновите методи на лекување и следење на болеста, ТНСМС пациентите имаат значително подобар животен стандард. Повеќе од 30.000 научници постојано работат за креирање на подобар свет без МС. Секојдневно се трудиме подобро да ја разбереме болеста и да ги искористиме новите сознанија во креирање на нови третмани кои би го промениле животот на луѓето со МС. Со нив, пациентите би можат полесно да го започнат денот, да ја повратат можноста да одат и да бидат интегрален дел од општеството. Вие сте голем дел од нашето секојдневие и вашето здравје и среќа се наша голема мотивација. Во ова сме сите заедно и заедно ќе се избориме. Силни и храбри, вие сте љубов, вие сте херои. Јас верувам дека е можно и невозможното. Верувам дека можете и да оздравите. Затоа, од се срце ви испраќам мисли за оздравување. Здраво, јас сум Рашила Гинова Карафиловски, радиоводител во Македонското радио, Радио 2. Безрезервно ја давам својата поддршка за борбата со болеста мултиплекс склероза. Се уште не постои лек за оваа болест, а најчесто ја напаѓа младата популација и женскиот пол. Поддршка за болеста со мултиплекс склероза. Здраво, моето име е Александра Димитрова, ликовен уметник. Се приклучувам ко проектот Поддршка до сите заболени од мултиплекс склероза. Ви испраќам големо срце. Сите ни имаме
предизвици со кои би требало да се справуваме во животот. Вештината на мудриот човек е да успее да се стои во животот, да се справува со новите предизвици час поскоро. Не секогаш нашите тела функционираат онака како што ние сакаме. Се трудиме да бараме начини и форми на функционирање каде што не секогаш нашето тело успева да ни го пружи оно што ние сакаме. Кои значат да ни го пружи. Осознавање исправен пред предизвикот да се збори со несовршеноста на сопственото тело и на сопствениот живот. Сите ние страдаме од несовршеноста на нашето тело. Најсилна поддршка за сите што се соочуваат со МС предизвикот. Сите сме исти. Здраво, јас сум Симона Ристовска и сум студентка на Медицинскиот факултет во Скопје. Оваа година бев дел од еден проект за истражување на квалитетот на живот на пациенти со МС, организиран од Македонската медицинска студентска асоциација. Тој проект ми овозможи да научам многу од тие луѓе. Тоа се остварени, позитивни и луѓе полни со ентузијазам. Ги поздравувам и ги поддржувам сите кои што се соочуваат со оваа здравствена состојба. Да продолжиме да ја водиме заедно оваа битка, затоа што знам на крај дека вие ќе сте победници.